Доценењата во повратот на ДДВ-то и плаќањето на фактурите од утре постепено ќе почна да се намалуваат, со цел до крајот на февруари 2013 година овој проблем да се надмине. Нашата цел и ветување кое ви го давам денес е до крајот на ноември да завршиме половина од оваа наша цел, а до крајот на февруари проблемот да биде целосно елиминиран. Средствата за реализација на ова ветување се обезбедени. Наша втора цел е по неговата елиминација да не дојде до повторна појава на овој проблем во текот на следната година. И тоа е ставено како приоритет при креирањето на фискалната политика во 2013 година. Премиерот потсети дека се до почетокот на светската криза по доаѓањето на оваа влада, односно во последниот квартал на 2006 година, во 2007 и 2008, Македонија беше пример за враќање на ДДВ-то во многу краток законски рок од 30 дена. По доаѓањето на власт на оваа политичка гарнитура наведе враќањето на ДДВ-то се врати во законските рамки, освен за ситуации каде имало посебни истраги заради сомневање во законитоста, но тие се исклучоци помали од 0,5%. Проблемите започнаа од 2009 година со разгорувањето на светската економска криза и има подобри и полоши периоди. Факт е дека и покрај тоа што успеавме како држава и како влада да избегнеме или убlažиме многу удари, кои многу други земји низ Европа не успеа да ги одбегнат. Сепак, ликвидноста на буџетот беше погодена и тоа го чувствуваме сите. И по однос на доцнењата за поврат на ДДВ, но и по однос на плаќање на врските. И во тој правец, вашите реакции и критики беа разбирливи и особено гледајќи само од ваш агол и оправдани, независно на сложеноста на ситуацијата во која се наоѓа светот и Европа во целина. И фактот што живееме во исклучително тешко време кое донесе предизвици на владата какви што немало никогаш во последните 80 години. Премиерот истакна дека планот на владата е Македонија да продолжи и понатаму да биде една од земјите со најнизок буџетски дефицит и покрај тоа што, како што рече, во промената на овој концепт се предвидува мало зголемување на буџетскиот дефицит за околу 1% оваа година и за 1% следната година. Тоа би значило приближно 3,5% буџетски дефицит во 2012 и околу 3,5% во 2013 година, со тенденција на негово натамошно намалување по наредната година. Таквите намери владата ги споделила со представниците на меѓународните финансиски институции, како што се ММФ и Светската банка, кои, посочи Груевски, ја сметаат за позитивната, мала краткорочна промена во макроекономијата. Би сакал да потенцирам дека Светската банка начелно најави подготвеност да ни помогне преку издавање специјална гаранција за Македонија, со цел затворањето на целиот буџетски дефицит за оваа и следната 2013 година, да биде со најмали можни трошоци, или поточно, со камата на отворениот пазар од околу 4,5%, што во услови кога пазарната камата за Македонија во моментот е околу 8 до 9%, ќе се согласите дека тоа е одлична комбинација. Корекциите во политиките, иако можеки имаат мала и краткорочна негативна рефлексија во оценките на рейтинг агенциите, ќе помогнат да се надмине проблемот во исплатите од државните институции, вклучувајќи го и повратот на ДДВ-то, истакна премиерот. Воедно истовремено да продолжат да течат со задоволувачка динамика актуелните проекти кои обезбедуваат работа за стотици компании во Македонија, но и задржување на илјадници работни места, што секако ќе се одрази на растот на БДП, на идните приходи во буџетот и на вработеноста.